20.000 домакинства од општините Штип и Свети Николе ќе добијат електрична енергија од обновливи извори и на неа ќе може да сметаат во наредните 25 години. Ветропаркот Богословец со предвидените 8 турбини и мокност од 36 мегавати ќе го удвои постојниот ветерен капацитет во земјата и ќе придонесе кон намалување на CO2 емисиите од над 87.000 тони годишно. Со оваа инвестиција Свети Николе се промовира во главен центар во државата за производство на така наречена зелена енергија. Свети Николе како подрече каде што има најголеми можности, најдобри можности за вакви инвестиции, не само промоција, туку и зголемувањето на бројот инвестиции во општина Свети Николе во така наречена зелена енергија ќе биде на максимално можно ниво. Се надевам дека ова инвестиција ќе биде побрзо реализирана, се очекува во март 2023 веќе да почне со производство. Освен Свети Николе, на така наречената сончева и ветерна карта, Штип има една од најдобрите географски позиции на Балканот, па реално е вакви инвестиции да се очекуваат и овде. Нината во развивањето на екосистемите и нината во развивањето на грин општеството, зелените општество, така да Штип како општина во иднина со развивањето на овој ветерен парк, Штип ќе биде атракција во наредниот период да ваков ветерен парк се направи во нашата општина. Како регион во кој што се наоѓаме, од 365 дена преку околу 300 дена се сончеви денови, што дава еден потенцијал да Штип биде и центар на електроволтаичен систем. Инвестицијата во Свети Николско-Штипскиот дел од регионот е 61 милион евра и е на компанијата Тхор Импекс од Скопје. Воедно таа е и досега најголема во државата во овој бизнис. Според веќе усвоената стратегија за развој на енергетиката, до 2040 година се планира изградба на 750 мегавати ветерни електроцентрали.